на колегата после 3 часа некој сочно му пренесел што кажа. Иако не сакаше како координатор на советничка група да не удостои со своето присуство додека ние зборувавме. Јас покажав 8 фотографии од нив, на сите 8 вас световик. Датата на сликата може би денес нема дупка кој ќе одиме, меѓутоа во салата капи вода. Така, колега? Јас световика да се сликаме на било кој од капиталните проекти кои направат. Ајде ќе одиме да се сликаме и таму и таму. Ако вас не ви е страм да се сликаме во сала во која што се клале 2 летви за да нема дупка, ќе се сликаме, нема проблем. Ама тие се 2 летви. Таа не е реновирана спортска сала во 3D презентација која лично вие стоевте до Талевски кога ја презентираше. Значи јас ве прашувам кај се тие проекти капитални. Ве прашувам каде се улиците кои ми кажавте во декември 2013 година дека ќе бидат изградени во касарната во Битола. Дали тие улици ќе се градат со кредитот кој ќе го земи општина Битола? Кажете ми дали може да одиме до стадионот и дали има улица која не е потоната со кал? Кажете ми. Ајде, еве, јас не бегам од тоа. Јас не покажав едно, покажав 8. Точно. И барем ви треба 3 часа за да изреагирате на нештото што јас ви го кажам. Значи, така да ви кажам нешто. Имате 1 година од кога ми го кажавте тоа што ми го кажавте и можете да станете во било која седмица од тогаш до тогаш и да ми кажете колешке, вие на таа и таа дата ми рековте дека нема нешто такво и еве јас денес го носам и ви го покажувам. Така, има 1 година и повеќе, значи тоа беше негде 26 декември 2013. Затоа немојте да се служите со некои ситни работи кои сакате да ги представите како нешто што се прави во Битола. Немојте, јас имам дете кој тренира и знам кој ќе оди во спортската сала дека се враќа премрзнато. Немојте срамота, резиле ова. Имало плаено 2 летви и сега ние да се радваме дека нема дупка во спортската сала треба да. Ви благодарам.